Почитувани, октоподот, огромниот рекетарско-политичко обвинителски октопод е скандал кој што русковско обвинителството сака да го ограничи само на прво и на второ осомничените, познати како Боки 13 и Кичеец. Не може да нема проширена истрага која што ќе зафати и во така наречената невладина на Бојан Јовановски, што ќе открие дали таа била параванот на октоподот и каде се потрошени парите кои што ги добивала таа невладина организација под ставката донации. Почитувани, обвинителството мора истрагата за рекетот да ја прошири и на невладината организација Меѓународен сојуз, на прво обвинетиот Боки 13 и да испита дали и каква улога имала оваа организација во изнудата, заканите и рекетот кој што се правел. Јавноста веќе објави дека индиректно оваа невладина организација добивала сомнителна трансакција есента 2017 година во висина од 750.000 евра од битолски бизнисмен. Внимавајте, овој бизнисмен кој поседува градежна фирма платил толку пари на една повозрасна господја за идеја за изградба на социјални станови. Тоа му доаѓа како за идеја за топла вода да се плати 100.000 евра. Оваа господја патем е дел од структурите на организацијата на Боки 13, исто како и голем број на функционери на СДСМ или нивни блиски роднини. Да подсетиме, во организацијата на Боки 13 членуваа и Фросина Ременски, кој е почесен председател на невладината, Костадин Костадинов, кој што е портпарол на СДСМ, Енвер Маличи, заменик градоначалник на град Скопје, Владо Богоев, татко на градоначалникот на општина Карпош во Скопје, Стефан Богоев и други. Почитувани, русковско обвинителството мора да открие колку други бизнисмени платиле огромни суми на оваа организација под сомнителни околности и која била улогата на функционерите на СДСМ во делувањето на Боки 13. Обвинителството и да не сака, мора да го расчисти овој мега скандал и во најмала рака досега требаше да ја приведе Катица Јанева, но и уште десетици други ликови од СДСМ. Не може Јанева да биде изземена од скандалот, од криминалот, особено од фактот дека е одземен телефон, односно телефоните, кои што се дел од истрагата. Таа очигледно е вмешана во овој криминал. Не може да бидат изземени десетици други ликови од СДСМ кои имале тесна соработка со Бојан Јовановски. Целата вистина за октоподот е невозможно да се открие без сознанија и за тоа кои се Кики, Фрики, Шеки, Раки и слични раскажани ликови. Јасно е како ден дека Боки 13 сам, без заштита од власта и без поддршка од институциите, не можел да изнудува огромни суми пари. Молкот на русковско обвинителството само го расне сомнежот дека се обидува да ја сокрие високата корупција и вмешаните во овој огромен скандал. Ви благодарам.